Почитувани представници на граѓанскиот сектор, почитувани медиуми, јас би зборувал отворено заради тоа што со граѓанското општество овие теми кои што денеска сакаме да бидат старт на операционализација се многу јавно, транспарентно отворени и навистина општеството ни е напеналено за самиот почеток на реформскиот важен процес за Република Македонија. Излековме и позитивни работи од политичката криза. Веројатно ваквите стојалишта кои што денеска ги имаме сите, доволно се силна мотивација да отпочнеме еден многу сериозен процес, каде што буквално сите сме поканети со своите лични капацитети да се вградиме во него и да дадеме сериозен придонес во она што значи подобрување на севкупните услови за живот на граѓаните во Македонија. Јас како премиер и влада што ја предводам сме подготвени да овозможиме услови за ангажман и вклученост на целото општество во сериозниот реформски процес што го поставивме пред нас. Целта е голема, стратешка и неопходна за Република Македонија и за граѓаните и се нарекува развој. Тоа се перспективите на Македонија во Европската Унија и во НАТО. Тоа е шанса за достоинствен живот на граѓаните и на семејствата во ова наша земја и мотив за нашите млади да останат да живеат и работат во ова наше единствено општество. Намерата на владата е до крајот на годината Република Македонија да добие чиста препорака за почеток на преговорите со Европската Унија, а идната година да добиеме и датум за почеток на преговорите за пристапување на Македонија кон Европската Унија. Владата во првиот месец од мандатот го направи првиот чекор и го обезбеди позитивниот амбиент за остварување на овие цели. Покажавме посветеност кон вредности, подадовме рака за соработка преку политиките на инклузивност во државата, преку политиките на мостови кон соседите и преку политиките на отвореност кон нашите стратешки партнери Европската Унија и НАТО. Тоа е препознаено од европските институции и од Брисел, кои што се подготвени да ни помогнат да ги откочиме евроатлантските интеграции. И ние како влада ја препознаваме својата одговорност. Знам дека секој од нас, како поединец или како институција, може да направи нешто, но знаем и дека заедно можеме да направиме многу повеќе. Денес сум овде да порачам дека владата на Република Македонија гледа партнер за реформскиот процес во сите демократски и граѓански ориентирани сили во државата. Тоа се политичари, експерти, истакнати индивидуалци, во секој граѓанин кој чувствува дека сака, може и знае да помогне во секој од вас, почитувани граѓани, кои што сте денес овде присутни и кои што не следите преку медиумите. Како влада ќе соработуваме со парламентот, со државните институции, со сите политички партии, со граѓанските организации, со синдикатите, со коморите, со заедниците, со медиумите, со граѓаните. Активно ќе поттикнуваме учество и ќе ги вклучиме сите заинтересирани да бидат дел од создавањето суштински реформи во сите суштински процеси на носење на одлуки. Реформите на кои што ќе работиме се реални и остварливи. Тоа се итните реформски приоритети кои што произлегуваат од извештајот на експертската група на Европската комисија предводена од Рајнхард Прибе и од извештаите на Европската комисија за пристапување на Македонија во Европската Унија. Граѓанскиот сектор го има веќе подготвено и блупринтот, кој што ќе биде од огромна помош на целиот овој процес. Многу од точките и прашањата од извештајот на Прибе беа отворени во текот на преговорите од пржина. Со работата на некој од нив, државата успеа да спроведе кредибилни избори и да отвори пат на демократските процеси. Но, за да профункционира правната држава, за да обезбедиме независни институции, објективни медиуми, професионална полиција, потребни се реформи за кои што е потребна силна политичка волја, енергија, ентузијазам, надеж, верба, храброст и уште многу други позитивни човечки атрибути. Сето тоа постои кај владата и знам, препознавам дека оптимизам и позитивна енергија има и меѓу граѓаните. Нема да биде лесно, но вие граѓаните сте креативната сила на владата. И јас сум уверен дека заедно ќе ги затвораме важните државни прашања
со што долгорочно ќе обезбедиме потребната политичка и економска стабилност во Македонија. Овие процеси ќе бидат целосно отворени за учество на секој заинтересиран, целосно транспарентни и отчетни. Успесите на оваа влада се успеси на граѓаните на Македонија и на државата Македонија. Затоа барам, повикувам сите во нашата држава, и власта, и опозицијата, и граѓанскиот сектор, и политичари, и експерти, секој да ја увиди и својата лична одговорност и колективната обврска што ја имаме како граѓани на Република Македонија. Да го обезбедиме неопходниот општествен консензус за суштинските прашања. Сите да се вклучиме во реформите. Акцијата е започната, потребата е огромна. Ја имаме помошта и поддршката од партнерите на Македонија во Европската Унија. Тоа што ќе го сработиме за евроинтеграциите ќе биде резултат и за нашата интеграција кон НАТО, чии што врати повторно се отвараат за Република Македонија. Успехот и ловориките од целиот успех ќе бидат заеднички на сите. Пред се на граѓаните, граѓанскиот сектор, експертите, опозицијата и власта. Денеска ќе формираме работни групи со граѓанскиот сектор по тематски области за секој да може да го даде својот максимум со идеи, предлози, конкретни мерки за реформскиот процес. Потребно е учество денес, но и понатаму низ сите процеси на спроведување на реформите. Придонесот од денешните работни групи со граѓанскиот сектор бидете уверени дека ќе биде земен предвид во утврдување на реформскиот акционен план. Ова денешна средба со граѓанскиот сектор е силна порака и до сите граѓани на Македонија. Бидете гласни, сакаме да го слушнеме вашето мислење. Владата е подготвена сериозно да соработува со сите во општеството, за да го сработиме тоа што ќе го работиме ефикасно и квалитетно за потребните реформи кои што предстојат пред нас. Со овој начин на работа, почитувани граѓани, владата на Република Македонија отвара ново поглавје во практикувањето на политиката. Република Македонија е наша заедничка држава и отворено, со вклучување на сите општествени фактори, ќе ја градиме и заедно ќе работиме на напредокот на државата и на нашата заедничка иднина. Посакувам заеднички успех на сите. Благодарам.